Прво мислам дека полека Република Македонија западна во еден длабок зимски сон, и ако не се некои од невладините организации или некои од колумнистите, не можеме да се пробудеме, но мислам дека изјавата на председател на владата, господин Зоран Заев, најавата дека новото име ќе биде Илинденска Македонија, прилично сите не шокираше и почна да се раздвижува државата или да се раздвижуваме сите ние. Прво, мислам дека мора да сугерираме до владата да направи една работна група која што ќе работи на промена на Уставот на Република Македонија. Не може постојано да бидеме во криза, да имаме турбулентни ситуации, а да викаме дека Уставот е добар, лоши се другите решенија и така натаму. Значи, рефлексијата на уставните решенија секаде е присутна, вклучително и во судскиот или правосудниот систем. Нема да има длабоки суштински реформи доколку не се променат одредени решенија во Уставот, врзани за судството, врзани за улогата и позицијата на председател на државата, кој што сметам дека неговите уставни овластувања треба во голема мера да се редуцираат. Треба се зајакне самостојноста на Уставниот суд, да не може да се влијае на одлугите, политичко влијание да нема директно Уставниот суд. И во тие промени, една од крупните промени, за да не се случи повторно да сите ние сега да поддржаме нов авторитарен систем и лидер, затоа што системот во Република Македонија, председателот на партијата, што владе или што е премиер едновремено, значи сите работи тој ги решава. И сите што имаат било какви идеи и проблеми, сите патишта водат кон председателот на владата. Тоа е доминантна фигура во Република Македонија и сите други институции, сите се подредени на него. Ако и надаму поддржуваме таков систем, и поред тоа што има силен демократски капацитет кај голем број на невладини организации, кај медиумите, експертите, ние постепено ќе етаблираме нов еднопартиски систем и повторно ќе ја вратиме улогата што има од председателот на владата за 10 или 11 години, истата позиција, истата улога ќе го практично номинираме актуелниот пример или некој следен. Затоа зборувам дека треба системски промени. Промените треба да бидат да се јакне одговорноста на институциите, да се јакне и нивната самостојност. Самостојно сите институции да функционираат, да не чекат налог од председателот на владеачката партија, односно од председателот на владата. Во оваа насока е една од крупните промени кои можат да придонесат за демократизација на државата е изборниот модел. Значи, овој модел, како сега што функционира, покажа дека ги фаворизира големите партии. Дека помалите политички партии нема шанса. Не знам да добијат некаква подршка, не знам какви програми да имат, со какви идеологија да бидат, какви експерти да имат. Тешко, затоа што постојниот изборен закон, мислам дека тоа треба, веројатно и вие сте го проучиле, ги фаворизира првите најголеми 4 политички партии. Тие од 1 до 4 се ставаат на гласачката листа, ливче, што е абсурд, мислам дека тоа не видено никаде. Натаму, имат 2/3 од медиумското време на нив да биде. Па, не знам, од билборди и така натаму. Па вклучување само од кај нив членови во избирачки одбори, во изборни комисии, па се до Централна изборна комисија. Значи, како е конструиран целиот концепт, да не може да го наруши комодитетот на едната или другата политичка партија, независно која е на власт, која е опозиција. И овие две политички партии имат не пишан договор, ако се појави нова политичка сила, нова политичка групација, да направат се, таа да биде ослабната, нудејќи на дел од партиите места во парламентот, во владата и така обидите за формирана трет пат или други коалиции пропаѓаат. Пропаѓаат затоа што Македонија е поделена на 6 изборни единици, тој систем ги спречува, практично попречува појава на нова политичка сила во Република Македонија. Замислете, ако се јави сега нова политичка партија, таа нема пристап до ниту една институција што е врзана со изборниот процес. Затоа се сложувам со вашите препораки дека прв чин на демократизација на Македонија или реален одраз на гласачите, на волјата на гласачите во парламентот ќе биде доколку Македонија биде една изборна единица.
Јас во парламентот подготвих закон, за тој закон имаше доста расправа, но не добив подршка ниту од ВМРО ДПМН, ниту од СДСМ, и СДСМ во тоа време немаше потенцијал да избутка таков закон, но требаше да биде многу посилна подршката. Сега, во оваа констелација на односи кога 15 политички партии што биле дел од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, сега се со СДСМ. И се сомневам дека СДСМ сега тие ветувања дека ќе се заложи докрај Македонија да биде една изборна единица, дека тоа ќе го направи, но мислам дека тоа беше едно од крупните ветувања на партијата, на СДСМ и на председателот на СДСМ, господин Зоран Заев, дека тие ќе направат се Македонија да биде една изборна единица, и оврска е сега и на владиниот сектор, и на медиумите, на експертите да притискат Македонија на следните изборни единици да биде една изборна единица.